работа ден-две. Така одиш до 30, од 40 треба после. Диабетско леч 100%, значи или инсулин дае, после тоа и обчијете. Ти прекинува. Ја ги донесе по свет луѓе. Али јас се за да не ги чувам, за тоа да ги кажувам постојно да ги дам. Станува збор за единки од видот Уломоидес дерместоидес. Тоа е вид од фамилијата Тенебриониде или народно познати како брашнари. Дел од нив може да содржат и различни вируси. Внатре во организмот, знаете, еве најпоследното сега пандемијата, ковид пандемијата. Огласот преку кој на социјалните мрежи се продаваат бубачки за лекување на разни болести е се уште активен. Не е промената ниту цената. По нашата сторија во која консултиравме и експерти и лекари кои предупредуваат дека нивното консумирање е ризично по здравието, овој пат бараме одговор. Кој и како може да ги заштити граѓаните од ваквите трговци со лажни лекови? Прво се обративме до Агенцијата за храна и ветеринарство. Таму добивме одговор дека ниту еден од 9 сектори не е надлежен за овој проблем, бидејќи, како што ни рекоа, бубачките се продавале како лек, а не како храна, што е нивен фах. Втора станица ни беше санитарниот инспекторат. Таму пак ни кажаа дека никогаш досега немале ваков случај, бидејќи едноставно не постои регулатива за ова. Последната надеж ни беше Агенцијата за лекови, но и таму ни кажаа дека ова не е нивна надлежност, бидејќи тие се одговорни само за она што се продава во аптеките, а не и на социјалните мрежи. Ни го посочија соопштението на нивната веб страница во која апелираа до граѓаните да не земаат непроверени лекови. И конечно, се обративме до Министерството за внатрешни работи. Објаснувањето беше дека за да реагираат, или некој треба да се пожали на нарушено здравје или да има смртен случај како последица на консумирањето бубачки. Според инструкциите на трговецот од кого ние без никаква пречка купивме една кутија брашнари за 100 евра, кои ги добивме до врата со достава, за 80 дена ќе се излекуват од еден куп болести како диабетес, псоријаза, па дури и карцином, ако испиете точно 1640 бубачки. Отидовме на Технолошкиот факултет. Професорката Јана Клопчевска предава фармацевска технологија, храна и изолација и пречистување на биопродукти. И таа, како и нашите претходни соговорници, е децидна дека внесувањето толку голем број живи бубачки во организмот, дури и како храна, носи голем ризик. Бубачките се можеби за делот нели Азија и друг вид на исхрана во други земји се автохтони, кај нас не. И така како нашиот организам реагира на неавтохтона исхрана, ќе се наруши автохтоноста на нашите инсекти. Значи во превод можеби преку храната се внесуваат што ако останат спори на нешто што е несакано, па може да се предизвикаат одредени други болести. Дури може да дојде и до менување на ДНА, не може да представуваат лек доколку од нив не се изолира потребната активна компонента. Ентомофагијата, односно исхраната со инсекти, не е непозната, а особено сега поради зголемувањето на популација и потребата од алтернативна и поевтина исхрана. Но биологот Александра Цветковска-Ѓоргиевска вели дека загрижува пренесувањето на вид кој не е карактеристичен за ова поднебие и кој може да донесе и економски и општествени штети. Доколку се внесат овие алохтони видови и уште поголем проблем, доколку истите се инвазивни, тоа значи дека тие поседуваат јак, силен биотички потенцијал и голема адаптабилна способност, со што многу лесно можат да ги истиснат автохтоните видови од нивните еколошки ниши и да предизвикаат не само нарушување во синџирите на исхрана, туку и во комплетното функционирање на екосистемите, што од друга страна пак може да предизвика не само еколошки, туку и низа социјални и економски проблеми за општеството. Сите ние сме потенцијални пациенти, но болен човек се фаќа и за сламка. Во недостиг на институционална заштита, на граѓаните им останува само сопствената свест за да си помогнат тогаш кога најмногу им треба.